Почитувани мои, еве по долго време, повторно со соговорници, знаете дека минатиот петок го започнавме новиот серијал. Бевме на гости на десеткратниот шампион во велосипедизам, Јоже Јованов. И денес еве продолжуваме со мои гости, дел од историјата на коченишто се во студиото. Мислев дали да почнам некои актуелни теми во студиото или за историјата, меѓутоа се решив за она второто, па затоа мој гостин вечерва е мојот драг пријател Коста Иванов, алијас што викаат Нотас. Сакам да му посакам добро вечер, пријатно се чувствува во емисијата и малку да предискутираме на неколку теми со вас. Добро вечер до сите гледачи на канал 8 и мило ми е што за прв пат ево и јас сум тука поред вас. И една телевизиска така емисија, ќе видите, ми е драго да бидете дел од овој серијал, бидејќи ни за години се знаеме, контактираме, живееме во ова прекрасно градче и мислам дека сте вие дел од историјата на Кочени како и многумина, бидејќи сте биле активен фудбалер, тренер, потоа претходно сте биле судија пред тренер и има што да кажете на нашите гледачи. Па вака, Косте, јас не би многу одоговлекувал, бидејќи знам многу работи од вашата историја. Впрочем, имахме на 18 април, ако се сеќавате, 2007 година, исто така за еден серијал во еден пишуван медиум. Меѓутоа, јас ви започнам. 48 година, вие сте во Струмица и се среќавате со првите, имате и контакти со фудбал. Па, точно е. 48 година, тоа беше оддамна. За прв пат ајде да речем дека се сретнав со една легенда од Кочани своевремено. Таму беа фудбалерите, така да ги наречам, постари, ево, Нишенџиев, да. Па овај голман од Велес, Алјушев и така, и многу други, да не ги набројуваме, тоа се одамна. И така да... Тие беа војска, мислам, тоа беше. Да, тоа беше 48 дивизија во Струмица. Ние седевме близу стадионот. И така ме заинтересира тоа како деца, знаеш. Почнавме да идеме, да ги гледаме како тренират, што тренират, како играт, како се... Тајните да ги запознавате. Да ги запознавам на фудболот. Па уствари и позади гола им ги носевме и топките, знаеш, ги враќавме топките. И така почна тоа, како да ви кажам дека првата љубов со фудболот, со топката. И така. Ќе ве прекинам за топката. Имате една многу интересна сторија за топката, додека сте биле во Струмица, мислам дека тоа беше. Имате добиено топка за прв пат, кожена топка, меѓутоа што беше она што вака мене ми остана... Тоа е многу интересно. Таа прва топка не беше топка... Од каде ви стигна? Да, не беше топка, него... За фудбал? За фудбал, него топка за рагби. Да. Од каде ми стигна? Дедо ми своевремено бил у Канада. И он по некој случајност разбира дека сме преселени у Струмица. И контактите меѓу Црвениот крст и нашите контакти на мајка ми, контактите со нив, и во едно време пишуваме дека таква, ние сме у Струмица, таму и таму, па... Коста сака топка? Да, Коста е заинтересиран за топка една, да му пратиш една топка. За фудбал. За фудбал. Место фудбал, кога отвараме пакетот, гледаме, не топка, него... Јајце топка. И сега мене ме беше чудно. И другарчињата околу мене викаат, меѓу пакетето имаше и чоколада и такви работи, некоја лиштета. Мене не ме интересираше ништо друго него таа топка. Зимам ја топката и право игралишта. Игралишто беше едно 50 метра можда од нашата... Тога и станови беа таму. Тоа е поделени егејски станови.
И собираме се деца, викам, шо, како ќе играеме сега ова? Ти ја ритнеш на оваа страна, на другата страна топката. И почнаваме да се чудиме. И остај ние малите, него почнаа и тие поголемите, веќе тие под младоко на Беласица, и они се чудија. Вика, шо е ово? Викам, од некада знам шо е. Испратија ме, викам, од Канада, дедо ме таму испрати. фудбал амерички фактично што се игра од тоа време со така. А од каде да знаеме ние дека таму беше така? Кој знае, че 48 година или 50 година, кој знае дека таа топка е рагби топка. Ние кога разбраме дека се игра рагби, многу подоцна. Да. И така. Тоа е вашиот период веќе во Струмица, вие веќе 50 година доаѓате во Кочани и се населувате во близина на старото игралиште. Да, односно во старата фабрика што вика. Не. Имаше другарите мои беа во старата фабрика, а јас бев одно ветеринарната станица, кажи. Не ветеринарната станица, него на улица Страшер Бабче. На Страшер Бабче. На Страшер Бабче. И овде се тренираше. Па веќе кога почнах таа љубовта према фудбалот и игралиштето тука, свачионицата беше, не знам дали се сеќаваш на Јане Вилински дека се куќета. Не се сеќаваш, тоа беше. Да, беше бања. Своевремено. Некој бања и таму беше свачионицата. На ФК Македонија тогаш. И ние како деца, бидејќи сме тука и секој ден беме на игралиште, и со играчите тамо, носев ми копачките од игралиште до ово, имаше тогај, кога надпревари одеа, немаше торбици, него еден сандак, буфер еден, војнички, поголем од војнички, сите копачки тамо и ние два-тројца, ја и моите другари, и помагавме и тамо, и така. Тоа беше многу интересно што цел ден на игралиште. Им ги чистите копачките? Копачка, обавезно, отмерајте и чистевме. Тренер на Македонија во тоа време беше? Беше Цаки. Цаки Симоновски. Да, Симоновски, брат. Да, Цаки Симоновски. И вие веќе со многу молби, творби, како успеавте да влезете да почнете да тренирате? Па, ние бевме устришани сите, моја генерација, па така, немаше кој не играше фудбал. Добро. Немаше кој не играше фудбал. И сите беме заинтересирани и после нивниот тренинг на играчите, ние помладите, ни дава една топка тамо и игравме. И Симоновски не запази неколку души. И вика, вие ќе тренирате, вика, после ово, знаеш, после тренингот на сениорите, вика, поделете се на 2 гола да ви видам кој, како, шо. И стално не пратеше, гледаше од кој играч може нешто да се добие, нешто да се направи нешто. И беме ние 5-6 души. И стално така, после тренинзите, игравме меѓу себе и како одменуваше времето, гледаше дека може нешто да биде од нас и почна да не вика, ајде вика, поручик, еден ден, под 1-2 сата, со топка, со подмладок. Немаше многу подмладок тогај. После 53-та, 54-та, 55-та. Тогај се формира, да? Тогај се формира. Уствари, после старото игралиште се префрлува на сегашното игралиште. Тоа многу интересно. Тогај немаше домакин. Првиот клjuč 53-та, 52-та, 53-та година. Јас и Димов го имавме клjučо. Шипо. Од стадионот. Мислам, од свачеониците. И ние го држевме клjučо. После известно време, Осо го доби домакин, му го продадехме клjučо на него и така. И секој ден бевме на игралиште.
И веќе 55-та година го имате првото деби. Па добро Тога се формира 54-та под младости и веќе 55-та во лигата се игра. 54-та, да. И 55-та, 50-та се формира под младок и почнавме да играеме. Роме меѓу време јас отидов во Битола на школување и немах време тука за тренирање. Тренирав таму меѓу тие пелистерци, али немаше многу време, можда еднаш или два пати на тренинг. Ја секогаш се доваѓав тука и со другарите игравме чат-пат. Па да ти кажам право, и бегах некој пат од школата ради фудбалот. Па да, фудбал и токму запомнил ве врзувате ни спомени со еден гол што го имате постигнато уште во прва минута. Да. Тоа е многу интересно. Мислам на прва деби утакмица која тоа е многу интересно. Знаете, сега другарите почнаа да љубоморат, викаат сега овој не тренира, вика сега ќе играе. И тренерот, не знам, не се сеќавам кој беше тренер и вика... За Осогово или за Пелистер? Не за Осогово, да. Тука. И вика, ајде, вика, ќе играш центарфор. Викам, нема проблем. И почнуваме, не знам, не се сеќавам со кој подмода го беше, али не е битно. И само што подадеа топката, јас видех дека голманот е веќе пред 16-терецо, јошто излезен, не беше стигнат до голо, и само што ме подадеа топката, јас лукаво, бам, топката, лобувам го у голо. Значи, вашиот деби надпревар со гол со првиот гол. Исто така и на деби надпреварот за сениорите имате голове постигнати со Овчеполе. Да. За сениорите, после кога младинците почнахме веќе у сениорите. За сениорите имаше баги играчи, имаше селекција голема. А сениорите тога и треба да бидеш така, да не речам, да. Не играч, него играч. Да, него играч. Тоа имахме, Осогово имаше 30 души на тренинзи само. Што рамноправно конкурирација за... Имаше по тројца на едно место. И за да се избореш на тоа место, треба да бидеш малку и квалитетен. Не ба квалитетен, ајде да не речеме квалитетен, него да имаш нюх за фудбал. Да. И така да првата утакмица ми беше со Овчеполе. У тоа време халф линија играше Димов и Грчито, Драги Грчито, Романов. И сега, почнуваме утакмицата на една десен бек, десно крило играше Шкларевич. Мендо тамо негде лево, ја у средината. И така како се развиваше играта, Димов ме подава, он ми знае секое мое движење го знаеа. И што сте биле уиграни. Да, толку уиграни, секое мое движење го знаеа на кое место и од која страна можам да дадам гол. И подават ме там еден гол. Оште еден гол. Оште еден гол, па 5. Деби со 5 гола. Деби со 5 гола. И пред една, ако сеќаш пред едно месец дена разговарахме, така евоцирахме спомени, вие ми евоциравте спомени од тоа време, како било, шо било, и се задржавте на многу еден интересен дуел, бидејќи рековте дека Осогово било казнато тие 2 кола, првиот надпревар со Тетис требало да го одигра во Кавадарци, а последниот, односно од колото во Уштип со Работнички. И вие сте добили задача да го чувате еден од најдобрите играчи на Работнички и подосна и на Осогово, Фини Марковски. Па тоа е интересно, бидејќи Осогово беше казнето по некој инцидент тука у Кочани. Вообичаен мали инциденти, верувам. Мали инцидент. Да. И
Требаше да бевме узвари казнете и сега играње на далечина од 100 километри. Наводно дека 100 километри, тоа беше. Али видеа дека не бива нешто, нема 100 километри, тоа најблиско кој беше, или Скопје или Кавдарци. Да, Скопје, меѓутоа дали намалија тоа километражот или не, и се паѓаме у Кавадарци. У Кавдарци ќе треба да играеме со Тетекс. А Осого, ако ги победе Тетекс и Работнички, имаше шанси да остане у лигата. Па за тоа бил Тетекс да се борил за опстан. Да остане у лигата. Меѓутоа, одеме у Кавадарци, пред да одеме, знаете, тогај, од свачилницата взимаме опрема и секој си со автобус седи се на свое место и така, да. И управата беше тамо Унчо Манов, Киро Лотаро, Анче Крушаро, Славе Симеонов, знаеш. И сега сите наши играчите си взимаме место. И седеме и муабет правиме како што е вамо намо. И јас позади седам и наклонен на седештето и ги слушам. И сега, знаеш, коментари. Виж, они знаеше да говорат кој да игра, што да игра, како, кој да ставиме у составо. И слушам, вика, вика, Слави, вика, шо, вика, можда е, вика, цела ног, вика, лутал, гледа го дреме, вика, на седиштето, ја ги слушам, нема врска, не спијам. И они меѓу себе се договарат. Не бе. Дали да играш или не? Да, дали да играм или не. Некако Манов имаше некоја симпатија према мене, вика, не, вика, ќе го пуштиме, вика, него. Ако, вика, нешто киксне, ќе го сменеме. Замена. Имахме тројца играчи, на секој место имахме по тројца играчи. Ако некој сте играе, ќе играе друг. И така, да. Извини, ќе те прекинам, замените да се разбереме, може да се вршат до 44. До 44-та, тоа беше така, замената до 44-та. После, кој се повреде? Повреде нема замена. И јас ги слушам и викам сега, мајката. Ке дадеш, викам, се од себе, па да видиме како ќе биде. Сам си се бориш? Сам ќе се борам, мораш сам да се борам. И излаваме, играме, подобри од Тетекс. Тука да не ги набројувам играчите. Добре, можеме да кажам некој од соиграчите. Меѓутоа, играме, иде, тамо шутирам, пуцам, ово, оно, а знаеш, кога играш под стрес, под трема, некоја... Не ти иде? Па никако, не иде шуто, не иде, па не иде. Не иде, па не иде. Викам, Коста, готов си. Пред 44-та минута Ивчо ми набацува Динески. Набацуваме на топка и он ништо знаеше како, на која страна да ме ја пуште топката. Една топка, викам, ова е, викам, последна, Коста. Бам, меѓу раклите. 1-0. На полувреме 1-0. Радува ми се, вика, добро е. И сега, знаеш, судија беше Перула Костовски. Знаеш какав? Мажиште. И на полувреме одеме на одмор и сега, знаеш, секој полувреме збореме кој како, дека, што, јоково, јоконо. Со жално го кажувам од аспект на фудбалер. Жално беше што ние се боревме еден играч наш да не продаде. Не е битно. Да, се знаеше кој. Да, имиња не. Се знаеше. И надпревар завршува еден. И надпреваро, знаете како, заврши 1-1 и така. И после знаевме ние кој беше тај
И последната утакмица ја игравте со работнички, мислам дека тоа беше ваша последна утакмица. Со работнички, да, последна утакмица испаѓа 8 гол и така, со работнички исто. Игравме у Штип. Сега бит или не бит, не беше толку важно. Не беше толку важно кој ќе победе, што ќе победе, али игравме машки. Не да нападиш, него да чуваш играч. Ама игравме машки. Да. Без обзира на тоа што испаѓаме, али ние игравме наша игра. Да. Не диктира некој, сега ќе испаднеме, па не се залага или ќе пуштиме или нема да пуштиме. И излаваме на терен и пред тоа ми викат, слушај, вика, ти вика ќе го држиш Марковски, вика, барем да не ни дадат кој знае колку гола, знаеш. Ти идеш, вика, ќе му бидеш сенка. И јас, како таков, викам, ајде, сега јас сум навален играч, а треба да се враќам и назад да го чувам и него. Задача, тоа е што ти даде тренерот задача. Ама тоа е, нема тренер ако ти каже голман треба да бидеш. И јас идам по него, он по мене, сега малку да не биде кој знае како, и оде и ми штипе, ајбе сега, кој, но ја надманам, он надмане, он ме штипе, ја по него, он ме надмане, ја му надманам, и знаеш, како е, у фудбалот така е. Да. Или, ја, рипне, па, и таа утакмица одиграте испаднало се го и така. Ама вие прекинувате тука вашата кариера, мислам. Па тука, не ја прекинувам тука кариерата. Продолжувам и понатаму да играм. И Осогово, бидејќи испадна, нема тренер. Добро. Се јавува Марковски. Да. Како тренер. Доаѓа тренер Марковски. Играчот со кој се рипеше и штипеше. Така. И јас, бидејќи таква ми беше работа, каснев за тренер некогаш, не секогаш. Беше дал задача Марковски на домакино, кој играч закасне после 5 минути, никако опремата да не му ја даде. А бидејќи ние седевме тамо близко од игралиште, јас си ја носев опремата со мене. И копачките и дресовите, мои, бидејќи мои, без тренези, мои си ги имав. И одам, вика не може да идеш. Викам, дека се играчите, вика позади игралиште, тога беше, имаше бавчи беа тога. Да. И вика, тамо си. И јас обиколувам во игралиште, одам тамо, и овие сите играчи седнале тамо, он им држи састанок некој, и ја идам, и овие сите ме гледат, вика, овај сега ќе го испаде, вика. И ја одам, добар ден. И он ме вика на мене, колку е саат? Викам, извини, викам, таква и таква работа. Да. Добра, вика, друг пат, вика, да не се деси. Нема проблем. И така, продолжев со него, тренирав некој пати со него, некој утакмици имам играно под руководството за него. И по некој случајности, и па и станаме и комшии, а он седеше кај Љубе Серафимов. На 8 март сегашна прилица да појаснам. Да, а јас одма до Љубе Серафимов. И станаме куќни пријатели. И така тоа е интересна работа. Во еден разговор кој разговарав понапред и со, ево, да кажам, со постариот Димов, со Димче, да, и со Лотеро, Чичко Киро Лотеро, да кажам, да не го такаво построувам, со покојно Тошето. Секој пат ми збореа дека играчите имале некој ритуал. Дури и кога излегувале на надпревар, вика, со обликуваната ќе почнеме со борбени песни, некој да излезе. Димче даваше инспирација. Вие конкретно имахте еден посебен ритуал, разговор со стативите. Така, они пеа, јас со стативите, да. Како, мислам, беше тоа пред секој надпревар го правевте вие? Па,
Јас, Дека има многу што се занимаваат со спорт и Да. и сега сакам да им го доловам дека сепак едно суеверие Да, останало точно. и било е некако. Точно, дека секој фудбалер да знае дека има нешто во тоа. Ево јас, како таков, секој дел на игралиште го знаев. Добро. Буквално секој метар квадратен. Али најбитно ми беше, бидејќи навалени играч. Навалени играч. Јас прво одев кај стативите. Они четвртасти. Да, они четвртасти стативи, оти сега лесно е, удареш ова, ударе, улегне од тоа. И јас одев кај стативите и гледам сега. И мерам од која страна, бидејќи навален играч треба да знае од секој позиција како ќе му дојде топката, дека треба да ја пуца. Дека треба да се најде прво. И ја одев, ги гледав стативите и мерав, викам, агалите. Да. Викам, ако ван 16-терецо, Колку е се гледа. така, колко се гледа. Да. Колко се гледа. Од десна страна колко се гледа, од лева страна колко се гледа. Лесно е од средината. Од средината е лесно да видиш дека... И помагаш ли ти тоа, мислам, за тебе? Многу голови сум дал. Секој коло без разлика дека да играте? Немаше за мене ово. Немаше за мене домашен или Да, терен. и одеш си, значи правиш си тоа. Обавезно. Што е суеверие? Меѓутоа, по завршувањето на кариерата, имаш едно суеверие, дали суеверие си имал или не, како судија почна да ја продолжиш кариерата и тогаш си играше малку, ајде да кажеме, на ура фудбал, си играше во некои помали места. И нешто околу вашиот ме интересира мене, ајде пак да кажем, биде си јас се водам емисијата, нели? Интересира ме да ми презентирате нешто од вашите судиски денови, па и од некои незгоди што сте ги имале, што ми имате кажуваш. Јас како не можев да се оделам од топката. Од фудбалот не можев да се оделам. Јас и до ден денеска фудбалот еден од сталните посетители на ОСБ. Фудбалот ми лежи во срце. Не можам тука. И сакав да се посветам исто на фудбалската топка, уствари. Да бидеш на фудбалската, да речеме, на терен да видам. И решив да видам, ајде да земам како судија. И колегите, постарите колеги, викам, сакаш ли вика да бидеш судија? Викам, добро, викам, ај ќе покушам. Викам, па ќе видам. Имаше тога и полагање од постарите судии, треба да имаше тестови, треба да ги поминеш тестовите, па треба припреми, јаково, јаконо, се полагаше у Штип, и положив таму Штип. Некако да ви кажам право дека има овие колегите некако посебна симпатија према мене. Добро. Не знам зашто, како, не само овие нашите, него и штипјани. И така, почнав со фудбалска кариера, и дават ми... Со судиска кариера. Имав судев неколку утакмици, па, ај сам да не се речам дека да се пофалам, али овие од Штип видеа дека нешто има кај мене и стално ме диригира. И така почнав со тоа. Имате ли некои згоди и незгоди? За згоди и незгоди многу. Од постарите студии имаше недоразбирање меѓу нив, ајде да речеме од тие незгоди. Незгоди имаше секој пат, секоја организација, фудбалска или судиска организација. Не, мислам на терено, дали сте имали? На терено имав. Покушавате да се, имало ли обид негде физички да ве нападнат? Физички да бегате? Да. Никогаш физички не се ме нападнале до сега. Мислам, додека судев, коректно судев, не ме интересираше тук или свој терен, или овај. Мене не се боев уствари од ништо. Со играчите имав коректен однос, не се бунеа на моето судење,
не се, али понекогаш знаеш како е, Мора нешто. мора нешто да се деси. Да. Имав незгоди, точно дека имав незгоди. Ево речемо една, да почнеме од една незгода, не по моја вина, мислам. Да. Судија беше еден постар наш играч, јас бев помошник и покоен Чворо, Да. како Александар, Александар. Играв, утакмицата беше меѓу Валандово, не Валандово, не Плачковица, него Победа Валандо и Плачковица, или не? Не, Богданци, Добро, Вардар Богданци, Вардарски и Стиво Штип. добро. И сега директивата му беше да победе Богданци. Добро. Знаеш така, Осеќаше се осеќаше се дека треба да биде. Играт, Штипјани игра овие. Овие некако гол да дадат. И малку незгодно, не незгодно, него интересно. И покоен Александар му дава сигнал. Дека опсет. Не дека е опсет, нека е, со знаменцето му мава на судијата, времето помина. Да. Треба да се заврши утакмицата. И овој судијата му вика Симни, да не го именувам судијата. Бајрачето. Да, Симни Бајрачето. И овај не. Играт още 3-4-5 минути. Да. Александар го зима Бајрачето и го фрла у игралиштето. Публиката се смее. И така заврши нерешено. Што штета на овие домаќини? На штета на не на домаќините, но требаше да тепа Астиво. Штета на Астиво заврши. После судењето малку имате се една година опробано и како тренер на некогашниот Бирлик. А и друга случка со Како судија. Како судија. Баш ми интересира. Како судија има? Не ја знам, кажи. Како судија има. Кажи ми некоја да знам. Како судија у Делчево. Одеме да судиме у Делчево. Никако Делчево да победе, А мора да победе, а нашите постари судии беа малку наклонети према ово и никако да победат. Резултато и тамо нерешено, моите гуми 4 на колата избушени. На 300 што имахте кола? Беше Шкода. На Шкода. Нова Шкода. 4 гуми избушени. И викам, добро, зашто? Знаеш, вика, зашто? Сега шо да ви прави, викам, ништо. И пешки надоле. Не пешки, него благодарение на пријателите тамо. Па замениме нешто стари гуми земаме така и дојдеме си. Од секој пат е било. Да, од секој пат. И трета случка ми има многу случки. Добро. Колку пати сам ги оставувал помошните суди, знаеш, Добро. у некој, од секогаш кога се враќавме, веќе кога збориме за судиите, кој дека судија од Струмица, од Собирате се. Собираме се во една кафанка, кај Струмица тоа, една кафанка, и у Штип, мал одмор. Старата мал. И знаеш, секој пат кој како е било, што е било, дават коментари, знаеш. И така да имало е случаи многу, највеќе ми остави впечаток Плачковица и Јосифово. Црвена звезда од Јосифово. Црвена звезда од Јосифово. Црвена звезда беше добра, бидејќи имаше добра екипа, а Плачковица се бореше за прво место. И сега таа утакмица требаше да се играе у Јосифово. У Јосифово се играе.
А тоа е есента. У Јосифово се играе. Главен судија, ја, Толчо Добро. и Чурев. Добро. Ацо Чурев. Ацо Чурев и Да, Крчев. Илија уствари, Ацо. Илија. Добро, Илија, али Ацо го Добро. вика Чурев. Илија Чурев и Да. Крчев Апостол. А они бидејќи стари, постари од Стари воци, искусни. воци, искусни, и сега тие кога одеме на игралиште, нели излаваме там Да. пред да почне утакмицата, доаѓаат гостите, гледат, разгледуваат и они одат да се поздрават со играчите. Те они се познавали изгледа, знаеш, и поздравуваат се со Крчев И со млад судија. Мене не ме познават. Да. Мене не ме познават. И они и одат тамо, поздравуваат се, ја не се поздравував, ради тоа што не ме интересираше ги кој е, па не ги знаев, и не ме интересира, Славче, да ти кажам право, не ме интересира кој е што е. Да. Мене ме интересира да се завршам работа и да се одам. Контактите не ме интересираат. Добро. И гледам зборат и вика, и овака со мимики, вика, кој ќе суде? Покажуваат. Покажуваат на кај мене. И јас во тоа време ми беше делегат Костеников Томе, од Гевгелија. Добро. Од Гевгелија. А се знаевме со него, пуно пати ми беше делегат и му викам Томе, нешто ми се мота, викам тука, гледам ги Сумлива работа. Да, сумливо. Вика, не се бој, вика, јас сум тука. Ти се суди, вика, како судиш, вика, јас сум тука. Добро, нема проблем. И сега излаваме на терен, играт. Еден од една страна дига офсайд, ја му викам не е офсайд, другиот од онаа страна пушта офсайд, Свириш офсайд. свирам офсайд. Значи никаква и соработка со колегите. Соработка со колегите, коопагимите, а гледам дека на полувреме 0-0 и викам на викам слушај, не ми правите, викам, ја гледам дека ситуацијата каква е. Да. А секој пат бев присутен. Значи они налегат за Плачковица да за победат. Плачковица да победи. Да. Они налега. Како завршува утакмицата ме интересира? Се и на половина викам, не ми правите, викам, такви нема смисла, викам. Они сакаат да те навезат. Да, нема, да, викам, не е коректно. И на тоа ме бојам, јас сум отворено викав на томе. Томе не ја бива ова, викам. Не се бој. Добро, викам. И почнува, тамо почнаваме в тоа. Ајде, беше едно фино временце, едно ветерче, малко така, и прават почетен удар, а еден лукав играч, танк, Од домашните. од домашните, Да. подадеа му, преко лобува го голмано, и ветеро малку му помогна, улава топката у гол. 1-0. Нема тука офсайд на офсайд, нема више мамки, нема. Да. И овие нивните играчи на Плачковица тргат да го тепат уствари, да се карат со голмано, дека е крив голмано зашто. И завршува, добро што завршува, за моја среќа, Добро. 1-0 победува Домакино. домакино. Али За за време... твоја среќа што голот така е постигнат. така е, иначе ако не беше постигнат, не знам што ќе беше. Добро. И така завршува 1-0 и овие играчите љути на мене. Викам, зашто, викам сега, што сум ја крив? Вика, ќе видиш. И добиваш казна после. Да. Урадовиш. Урадовиш, наредната, за тоа викам ја на мешталки. Да. Наредната, види какви беа овие нашти, подсојузот беше судијски подсојуз, судијски организација беше у Штип. Да. Они делегираа. И дават сега, ја не бех делегиран за утакмицата У Радовиш и нема кој да суде, бегаа сите, откажуваат се. Викам, јас не се бојам. Јас ќе одам. Ако пред тоа коло им судив. И јас ќе одам, викам, не се бојам, викам. Одам у Радовиш, почнува утакмица, лесен противник има, 6-7 гола им даде, али таму негде
при крајот на утакмица или така, Славче, тоа само може да се види. Да се види само и да една цигла поред ушето ми паѓа. Цигла? Цигла, половин цигла поред ушето ми паѓа, а добро што не ме погодија по главата. И јас немало му бед да правиме сега. Да, и земам ја циглата и ја носам на делегатот. А делегатот ми беше Ацо Бобчето. Добро. И му викам, што правиме? Вика, немој, вика, да прекинеш, вика, не можеме да излегне, вика, тук. Нема да излегне, вика, тук. И па викам, добро, по ваша, викам, наредба, и јас викам, по моје, ја... Значи некој сакал да ви се отмазне за претходната утакмица. И сега играчите се трчат на мене, ја носам циглата и трчат играчите на мене. Ако смееш, вика, само да прекинеш утакмицата. Викам, добро, зашто? Ти знаеш, вика, зашто? Викам, што знам? Чупримата 40 метра. Ти знаеш, вика, зашто, вика, сакаме, вика, да те тепаме. Викам, добро, викам, ајде, вика, така. Јас преска најавив малку од синовија незгодите. Добро што текнаат и некои така да кажеш, ја мислех не сакаше да ги таеш малку повеќе. Едно време беше една година тренер на Бирлик, тогашен Бирлик. Што ти текна баш па тренер? Што ми текна? Знаеш што ми текна? Текна ми ради тоа што ги гледам децата, имат нешто. Имат мерак за фудбал. Сака да играат. Нема тренер. И Моне Чичане беше како председател на ово. И вика, ќе дојдеш ли? Викам, нема проблем, викам. Дека ќе ги собираме, собирахме се таму, знаеш, под Партизан, нели имаше... Да, стрелище долека. Имаше една просторија и таму се собира. И викам, добро, ајде. На Медарски у куќата. Така, на Медарски, кај што сега амбуланта на Шуперлиски, да има објаснеме на гледачите. Таму. И гледам, викам, деца, викам, добро, викам, јас ќе ви бидам тренер. И почнаме. Така, почнах со нив. Нема дека да тренираш. Тренирав, многу ретко на игралишто, многу ретко. Сега имав надвор од терено, по... Кондиционно. Да, кондиционно. И по некој пат, некој тактика разработувахме и гледам дека ќе бидат. И почнаме да играеме, добро биде. Бевам таму негде второ место, треба да бидеме прво, па да, нели, имаше некој лига. Баражи уште тогава. Да, гледам дека нема, не да не бива, деца има за игра, ама нема финанси, нема. Јас од мене ги, дека одевме сокови у колата, оно, јас и од... Тоа беше општинска лига, така? Да, општинска лига беше. И требаше да играеме за прво место у Облишево. И вие облишевци сега, вика, шо правиме? Ба викам, добро, шо правиме? Ние ќе играеме, викам, наша игра. А вие, викам, играте, ако... Да, ваша игра. Ако победите, победете. Ако не победите, не сум ја крив. Вие така сте ги научили вашите фудбалери. Значи не сте спремни за понагоре. И молејки се Јаконо, викам, добро. Моја тактика, уствари, моја беше, не попуштав на никој. Инат. Инат, него не попуштав. По некој случајност, победија он 1-0, и така. Заслужено. Тоа ти беше, значи, да. Единствена година што си бил тренер. Една, и после викам дека нема... Изгубе се драж. Да, изгубе се драж. Фудбал, судија, тренери, веќе гледа се дека има многу други интересни работи на кои човек може да се ориентира. Губе драж. Да. Постојано се сретнуваме сега на игралиштето. Гледаме ги на првите на Осого, гледаме ги трета лига, па минатото првенство втора лига, сега повторно трета, меѓутоа тие сталните сме си таму, како да сме венчани за тај стадион и за клубот. И ми интересира по твое мислење сега фудбалот што се игра. Славче, ги гледаме сега, знаеме каква е ситуацијата.
У Кочани има. Кочани е, можам да кажам, не само Кочани и околината. Има играчи. Разсадник. Има играчи. Ја ги викам разсадник. Има, така, има играчи. Меѓутоа, по мое мислење, сега не значи дека тоа е точно или што, нема кој да ги организира. Добро. Нема кој да ги организира. Ние веќе кога испаднаме од Македонска лига, добро. Прво од Македонска кога испаднаме, Тоа да. 2006. Да, раскачија се многу играчи. Остана на речемо на тие малку по што го сакаа фудбал, остана и помлади веќе дојдеа и почнаме, нели, како што почнаме. Али нема заинтересирани кој да го воде клуба. Мене ми се чини дека прво е организационна поставеност. Второ, финанси. Финансиите за мене... Денеска си игра фудбал за пари. Славче се игра за пари, меѓутоа прво треба да имаш срце да играш. Добро. И да се докажеш за да си дојдат пари. Тоа сакам да кажам. Прво треба да играш за себе, па останатото ќе си дојде само по себе. Гледам те многу пати, особено кога има игра, мислам, гледаш, коментираме тамо и кога почне да си играе малку, да се разлечува, некои грешки да се прават, дали од нервоза, дали не, гледам те одма, ќе си одам ја, како да немаш трпение да гледаш таков фудбал. Немам, не се лутам ја, никој пат не сум се лутил на играч. Добро. На наши играчи, мислам, не само на наши, него не сум се лутил на играч. Јас прво што се лутам се на тренерите и на помошните тренери или пак на некој... На стручниот штаб. На стручниот штаб, да кажеме. На тие се лутам. Зар не може да виде дека како игра, како игра тај играч, лутам се на тренерот што не му каже на играчот дека да застане, на која страна да иде, што да иде, како да играе, како да ја прима топката, како да додаде топката. А не да гледаш од страна и бројам, тоа е професионална маана, да кажам. Бројам колку пати ќе го фане у офсайд. Еден играч... Да, тоа сум го приметил и ја. Бројаш и како ќе речеш, како може еден напаѓач да го фанат 5 пати офсайд, не ми е јасно. Не 5 пат. Да ти кажам дека преко 10 пати еден играч... Има играчи, тачно. Еден играч го фаќат 10 пати у офсайд. И тренерот да не стане да му каже, чекај, да го викне, да му рече, чекај бе, пази. Целата ситуација расипе. Од ово, место да дадеме гол, примаме гол. Место да му каже, пази дека играш. Сите се набијат у куп. Десно и лево крило. Лево крило и десно крило нема. Не си играе, значи по бочни, по позиции со центар шутови што. Треба за навален играч. За навален играч. Треба да имаш њук за гол. Замисли ти 9 души или 8 души играат за тебе. Добро. За тебе играат 8 души и ти дојдеш да дадеш гол и пред 16-тересот да ја опропастиш топката. Што е фајда од тоа? Џабе сите вложили труд. Џабе вложен труд. Да. И да стане тренерот да му каже, па чекај, немаме те, не знам, не ми е јасно случај. Без разлика на сега, ние пак си одеме. И тоа сакам да забележам. Види, сите тие се чукате у градите, дека се спортисти и окови, па ја тие стари спортисти, мислам, и стари функционери, не гледам ни еден, како ево, ние тие сме тие. Од 10-15 души тие ше одеме, тие сме... И сакаме... Не можам да бидам паметен. За мене тоа неко несватлива појава. Не можам да сватам. Знаеш, ја дека одам ги ситу такмици и гледам, ајде сега да кажем оваа година, од петлињата па до сениори таму. И чудно ми е како може, например, петлињата да играат на стадионо, да нема нини родители, нините родители или блиски да седат по кладилници, да седат надолу, да не тоа ми беше зборот. Значи, сепак фудбал, колку да сакаме за него да збориме, ја мислам дека кај нас еден тренд интересува еден голем тренд на опаѓање. Многу.
И е штета е за овие Штета. младите, а и за Кочани како град, бидејќи знаеме беше еден од најспортските градови, меѓутоа тоа е тоа, од тоа нема бегање. Пред да ја завршам емисијата, размислувах со вас, мислам, односно со тебе, дека би било најдобро да се заврши. И текна ми за дека тука не завршува спортскиот дел од вашето семејство, дека имаш наследник, именјак твој, меѓутоа кој не е у фудбал, игра тенис. Штета. Да. Коста Иванов, по мене, еден од талентите, гледа го, прате го последните, ајде да кажем, 4-5 години, како играе уште од кога почна. Сега оваа година паузира, меѓутоа како дедо е, ево така, како се чувствуваш да имаш внука, ево, спортист? Најтешко. Тешко. Најтешко. Најтешко. Зашо е, врач? Најтешко. Ради тоа што многу е тешко кога гледаш своје дете да игра фудбал. Да. Да се занимава со некој, кога му ги увидиш грешките, тога ми е тешко. Посебно у тенис се многу ви гледат по-често. Тешко се осеќа. Јас сам го пратил неколку у Скопје и Прилеп и дека сам можел. Не одех и тука не одев ради тоа што ме нервира. Живци. Така. За своето нема живци. Од сигурен поен губи поен. Или у сервирање, или не знам, не можам да... Деконцентрација. Не, да. И паѓа ми тешко и не можам да го гледам. Јото минатата година имаше еден страшно добар подем и знам дека беше почнал веќе да учествува на тие меѓународни турнири, има со татко му одено, со Владко со сите, има во Грција одено. И за жал, ево оваа година му пропаѓа поради повреда на раката и лошиот третман на лечење. Да, како дедо, знам дека очекуваше пролета да дојде новата сезона, а она дека и да ја ќе начекаме за 4 месеца. Пет, интересираме дали ќе одеш да го гледаш сега, бидејќи треба му период на рехабилитација. И одам на тренези, гледам му и кажувам, пази што не се нервира и тоа оно. Одам, го гледам И ќе го гледаш? И ќе го гледам, сигурно, ќе го гледам. И мило ми е, али, знаеш, повеќе, ако е у тенису, ама повеќе го интересира, гледам го фудбал. Оди на тренези. Тенису го интересира како индивидуален спорт, фудбал може да го играе онака. Да. Ама сега и девојки и момите го малку интересират повеќе јако што гледат. Добро, сега, знаеш, од тие години... Дедо, не викај добро, знам и тоа си кеф, ама тоа е. Па знаете како е. Сега, популарен си поред спортот. Да. И интересно е на многу млади како спортисти. И секој пат да кажеме, ево, кај спортистите са били укочени магнет биле за девојките. И ако играле са, да кажеме, едно време се играле за 10 ќевапчиња и за една оранжава, меѓутоа тоа е тоа, од тоа нема бегање. Кочани како градче го сакаме, вајцата, спортот во Кочани, каков ни, знам дека го сакаме. И по тебе, кој некој спорт така мислиш дека у Кочани има перспектива? По тебе, по твое мислење? Па видиш, тука, по мене. Па, морам да го кажам, фудбал, спорт, морам да го кажам. Ќе го кажеш. Ќе вртеш на фудбал, ќе кажеш. Фудбал, леже ме на срце, фудбал. На прво место фудбал, имавме ние и добра кошарка. Ракомет имавме. Раков ме одличен, одличен, не од добар, него одличен ракомет имавме. Немаше што немаше во борење. Што немавме? Шах, борење, гимнастика, па не знам што, се. Кочани беше почуено. Спорт за мене. Точно. Број еден за спорт. Јас сеќавам од времињата од последните години од, ајде да кажем, бившата наша некогашна
заедничка држава што имахме со многу на Југославија. Беше задоволство да се излезе, посебно недела, да идеш да гледаш ракомет, еден ракомет. Па три, ма да не знаеш дека додеш. Значи, денот ти беше исполнет и да те викат негде на свадба да идеш, не можеш да стигнеш од надпреварите. Нема. Прво надпреварите за нас беше фудбол, кошарката, ово, пак замисли кошарка кога да играеш со тие некој од странските екипи. Хапел Гиватами. Да. Хапел Гиватами, ЦСКА од Москва. Да, бе. Имаше и како? Па тоа беше, немаше место дека да... Задоволство. Да. И интересна работа, ово кога дојде од израелците. Да. Толку ми беа симпатични и јас се запознав со нив и чак што више... Имам две фотографии од тоа. Да, ја со нив и ги викнах кај мене у продавница, па седнаме, па у Кармин ги викнах, па им подаде... Немаше кој знае што, али поедем, сите подарок важно, беа задоволни. И сите беа задоволни. И вика, немаше, секој сакаше да се слика со мене и да се слика. Ти знаеш како да го направиш, тај големиот што беше. Да, знаеш како да го направиш. Гледам те на сликата до тука. До тука сме. Али тоа су бај времиња, па Коста га токму ја мислам овие емисии трудам се да ги правам за да направиме некое сеќавање со различни луѓе од различни, ајде да кажем, гранки на спорто. Не ми е целта да некој да омаловажам, целта ми е да го представиме спортот како е бил у градот, меѓутоа и тие личности што се занимавале со спорт. Ево моја желба беше, ја и како еден апел ќе биде, ја разговарах со 20 браќа Димови и Димче да дојде, Димче да ми дојде и Стојанчо да дојдат да бидат у емисијата. Па они мислам и кои ќе ми бидат гости, може нешто ќе запеат туку емисијата. О, сигурно. Тоа се сигурни. Сигурен сум. Они ќе гледат оваа емисија, ја мислам дека кај еден бародник ќе се јаве желбата да сака да дојдат. Посакувам им добро здравје и мислам дека ќе дојдат. Благодарам што изнајде време ево да дојдеш во емисијата. Нема проблем. Јас за фудбал и за кошарка и за имам многу да се збори, Славче. Ако не е крај со. Ево сега, да обеци правиме. Ево сега, викаш по стапките мои, Владо, поголемиот, играше кошарка. Марио играше фудбал. Ана, внуката, тенис. Василија фудбал беше почнала, у женскиот фудбал беше почнала и сега Коки, Костето, пак ово. Веќе имаме еден куп пехари. Тоа е добро. Имаме еден куп пехари, имаме еден куп медали има. И Ана има медали, и Коки има медали. Значи, кај нас спортот е на прво место. Тоа е добро. Спортот е на прво место. Али да, може да се каже. Али имаме и многу карање. За некој неуспех. Не окажуј на телевизија. Незгодно е за внуците. И за внуците. Зашто? Знаеш како е? За да биде добар спортист, треба да му се караш, да му укажуваш како треба грешките да му ги кажеш. Добро, младите, знаеш, и јас имам некој пат на некој од блиските ќе сакам да му кажам, ама грешките младите не ги прифаќат, ние се ретко ги прифаќат уствари. Почитувани мои, тоа беше емисијата со мојот денешен гостин Кости Иванов, алијас реков Нотас. Ви благодарам за вашето внимание, ви посакувам пријатен викенд и ви закажувам средба со некој мој нов гостин, што во неделата во преговорите ќе го обезбедам. Мислам дека емисијата ќе трае уште долго. До следниот петок ве поздравувам да сте ми живи и здрави и многу среќа со и да ги гледате емисиите, односно програмите на Канал 8. Довидување.